Ви благодарам, председателе. Повикувајќи се на членот 29 и членот 30 од деловникот, прво што треба да констатираме и во интерес на јавноста кој што не следи, но гледам има и сериозен интерес од страна на медиумите, е фактот дека за некое прашање кое што е од круционален национален интерес, прашање кое што е многу значајно за иднината на нашата земја, ние сме соочени со де факто бојкот на работата на работните тела на собранието. Неприсуството, односно свесното недоаѓање на седниците е бојкот. Значи, СДСМ е политичка партија која што го бојкотираше собранието кога беше во опозиција, СДСМ е политичка партија која што го бојкотира собранието кога е на власт. Од тука јас би го додал и моето лично мислење дека наше место како пратеници е во работните тела на пленарната седница да работиме во интерес на тие кои што го делегирале нивниот суверенитет да бидеме нивни представници во собранието. Секој чекор напред во остварувањето на нашето полноправно членство во Европската унија е исклучително важен и секако дека треба да биде поздравен, бидејќи представува заеднички успех во кој е вложен трудот, знаењето, умешноста на повеќе генерации во последните скоро 30 години. Истовремено сакам да посочам дека е повеќе од неопходно навремено и превентивно да разговараме и да ги анализираме отворените прашања кои може да бидат причина за евентуален застој или попречување на тој пат, вклучувајќи оние кои се поврзани со прифаќањето на преговарачката рамка и потенцијалниот почеток на преговарачкиот процес. Посебно ме загрижува фактот дека и покрај постоењето на ратификуван договор за пријателство и добрососедство со Република Бугарија, кој што беше своевремено најавуван како историски исчекор напред во развојот на односите помеѓу двете држави, зачестените најави на бугарски официјални лица и реалноста ни покажуваат дека се соочуваме со сосема поинаква слика, проткаена со притисоци, кој истовремено не ни дава реална верба и оптимизам дека во блиска иднина е возможно изнаоѓање на соодветно решение. Покажаната голема флексибилност кон нашиот источен сосед очигледно не беше доволно силен аргумент да се надминат се уште присутните бариери од минатото. Како Европа, така и ние искрено очекуваме дека заедничкото претседавање на Република Македонија и Република Бугарија со Берлинскиот процес ќе придонесе кон поголема соработка, зголемување на пријателството и партнерскиот однос и взаимното разбирање. Но за жал се потврдија веќе присутните стереотипи, поделби и нереални амбиции кои што наоѓаат свое место во минатиот век. Актуелните тези кои се пласираат од страна на политички представници на Бугарија дека постои само една историска вистина, токму нивната, и дека како таква треба да биде посебно истакната пред почетокот на преговорите со Европската унија, далеку од реалноста и можноста да биде прифатена. Истовремено морам да нагласам дека таквиот пристап не само што не соодейства со современиот период во кој што сега живееме, туку наговестува и создавање на потенцијални проблеми кои што можат да го попречат развојот на односите помеѓу двете држави и истовремено сакам да нагласам дека може исте негативно да влијаат во поглед на мирот, безбедност и просперитетот на целиот наш регион. Ставот на поголем број на земјите членки на Европската унија, меѓу кои и оние највлијателните, е дека билатералните спорови не би требало да бидат дел од преговарачката рамка и да представуваат пречка за неговото одвивање и истовремено да ги попречуваат во процесот на решавање преку взаемен диалог и меѓусебно разбирање, се до конечно изнаоѓање на взаемно прифатливи решенија кои соодействуваат со реалноста. Во последниот период македонски и бугарски научници постојано упатуваат апели со повик за кооперативност преку околу актуелните проблеми и се обидуваат да создадат соодветна атмосфера за постепено решавање на споровите и разликите околу историските прашања кои евидентно постојат. За истите, неприфатлив е актуелниот став на политичкото раководство на Република Бугарија и нивното усвојување со прифаќањето на само една историска вистина. Овде би сакал да посочам и свој личен аргумент и сознанието дека современата историографија одамна ја има прифатено заедничката позиција за можно постоење на различни интерпретации како резултат на различни перспективи за историските факти, што пак уфатува на заклучокот дека научните работници од областа на историјата треба да бидат тие кои ќе добијат доволно слободен простор и преку заеднички академски, научни и широки општествени дискусии, ослободени од било каков политички притисок, да создадат соодветни услови и поволна атмосфера за изнаоѓање на прифатливи и секако одржливи решенија за спорните прашања.
Моја оценка е дека актуелната позиција и став на пријателски соседна Република Бугарија за блокирање на почетокот на преговорите за пристапување на Република Македонија во Европската Унија, со негирање на нашиот идентитет, македонскиот јазик, македонското малцинство и одредени општо познати и признати историски факти во најмала рака е неодговорна, неприфатлива и непристојна. Подсетувам дека пред извесен временски период нагласивме дека од двата асиметрични веќе ратификувани договори со соседните држави произлегуваат повеќе еднострани обврски за нас, навестувајќи дека во блиска иднина веројатно ќе се соочиме со сериозни последици ако определени одредби од овие договори не бидат целосно исполнети, или пак соседните држави во нивното толкување еднострано ќе оценат дека не се исполнети. И тогаш и денес повторувам дека за определени решенија кои не се содржани во овие договори, а дел од нив и веќе имплементирани, не беше воден соодветен демократски диалог, отсуствуваше поблиска консултација со релевантните политички субјекти, а и пошироката експертска јавност во Република Македонија, што на крајот нанесе штета на позициите на државата во меѓународни рамки. Од оваа говорница силно апелирам за проактивни и јасно поставени дипломатски приоритети, активности и мерки насочени кон барање на прифатливи и достоинствени решенија, кои можат да бидат постигнати со взаемна решеност и волја на соседните држави и нашите стратешки партнери на меѓународната политичка сцена. Во неколку наврати го искажавме ставот дека сериозно доцниме со усвојување на заедничка државна стратегија во надворешната политика, прифатена со широк општествен консензус, која ќе ги надмине меѓупартиските интереси, различните влијања, пазарење и популизам, и која ќе обезбеди долгорочно непроменлив курс во евроинтегративните процеси на Република Македонија. Повторувам дека стратешките надворешно политички приоритети можеме да ги оствариме само преку блиска соработка и постојан, рамноправен и взаемен диалог со нашите соседи, а со цел изнаоѓање на решенија кои се во согласност со меѓународното право и принципи и европските демократски стандарди. Поштовани колеги, верувам дека актуелните случувања ќе не поттикнат во насока на вложување многу поголеми заеднички напори во градењето на цврста и единствена национална платформа и стратешки пристап во сегментот на надворешната политика. Во интерес на нашата иднина немаме друг избор, освен да ги ставиме уште посилен фокус кон развојот на евроинтеграцијскиот пат и заштитата на идентитетските прашања во согласност со меѓународните норми, принципи и стандарди и на максимално принципијална основа по примерот на најразвиените демократски држави во Европа и светот. Во овие современи мигови кога го живееме 21. век и во кој сите заедно се соочуваме со редица на сериозни здравствени, политички, економски, безбедносни, социјални и друг вид предизвици, од чие решавање во голем дел зависи и нашиот одржлив развој, мораме и понатаму да градиме силни добрососедски односи, засновани на постојан диалог, меѓусебно почитување и респект кон заедничкото минато и различности, што истовремено ќе бидат силен поттик и за нашиот севкупен регионален развој. Ви благодарам.